Неасфалтирана остане улицата Кресненско Востание во кочанската населба Усова чешма и при секој пороен дожд таа се претвора во голем поток, па нејзините жители се борат против надојдената вода и поплавувањето на куќите. Улицата е долга околу 200 метри, но не беше опфатена со минатогодишната акција на општината за асфалтирање улици, за кој беше земен кредит од Светска банка, иако околните сообраќајници добиле асфалт. Жителите се жалат дека повеќе од 3 децении чекаат да им се реши проблемот, а со изградбата на канализацијската мрежа на околните улици, тој уште повеќе се влошил. Јак дошко врне, до куќата не може да водам никако. Дури у шупот улева него пат, таму кокошки човек, кокошките улева, плива вода, тоа е многу. Друго што да кажем, али таму има на шахта што правија, од улицата ише прето по асфалто, сега шахта завртена кај нас, шахта извира, сета вода двај кај мене. 200 метра остана неасфалтирана од Македонска до Македонски корпус горе. Атмосферската вода оставена на Македонска да тече по Кресненско Востание и озгоре исто целата вода се слива по Кресненско Востание. И кога дојдат овие поройни дождови, тогаш целата вода доаѓа во нашите дворишта и ни направува поплави и штети. Градежни работи за изградба и асфалтирање на сообраќајницата започнале од поодамна, но од непознати причини до денес не се довршени. Ова е преко 35 години ставени овие вечнаци тук. Само беше направено се за асфалт, прекина и току. И сега сета вода што иде, се иде у куќите. Особено кај мене тука, највише и кај комшијата. Минатата година граѓаните потпишале и петиција, пошто упатиле писмен допис до општина Кочани со барање да се асфалтира Кресненско Востание. Им било ветено дека ќе биде вметната во програмата за оваа година, но под услов ако останат доволно пари откако претходно ќе се довршат други улици и комунални зафати. Сепак, тие сметаат дека поради постојаната закана од поплави и штети на нивните домови, состојбата е сериозна и не може да чека одлагање на подолг период. Апелираат надлежните во локалната самоуправа да ја стават улицата меѓу приоритетните градежни зафати и таа да добие асфалт до почетокот на зимата.